Шарпланинскиот чај е загрозен поради прекумерното и неправилно собирање, така што еден од предлозите би бил негово култивирање на помали површини од страна на местното население. Но секако не да се забрани негово собирање од планината, туку тоа да биде контролирано. Сето ова ќе има двојна корист и за местното население, но и за зачувување на шарпланинскиот чај и природата. Ова го истакна Ѓоше Стевков, професор на фармацевскиот факултет во Скопје, на конференцијата за прогласување на Шарпланина за национален парк. Едни од најекономски оправданите видови, растителни видови на Шарпланина, на прво место можам да го изведам плодовите, бобинките од смрека. На второ место е боровинката како производ и на трето место доаѓа еден вид кој што е загрозен во овој простор, а има исто така економска висока вредност, а тоа е шарпланинскиот чај. Ако станува збор за вид како што е шарпланинскиот чај кој што е загрозен од прекумерното и неправилно собирање, треба да се постави систем на култивирање на овој вид од локално собрано семе на мали површини од локалното население со кое што би се произвел доволно количество да се задоволат потребите, бидејќи ние не можеме да забраниме да се собира и да се искористува овој вид, но треба да се смени фокусот од собирање од природата кон култивирање, но на автохтониот вид тука, а има многу висока вредност овој вид и мислам дека би имало двојна корист. И локалното население, економска корист и природните популации овдека би бил тргнат овој притисокот од човекот да не се прекумерно собира. Заштитата на природата оди заедно со правилното комерцијално користење на растенијата и другите планински производи. Прогласувањето на ова подрачје, на заштитено подрачје или национален парк, би придонело во одржливото искористување на овие производи, да се знае колку има, би се процениле ресурсите и би се знаело колку се собира. Тоа би било еден чекор понапред до органско собирање на овие производи, бидејќи органско собирање на овие производи е додадена вредност и поголема економска добивка во овој случај. Ако имаме заштитено подрачје, ако имаме одржливо собирање, ако имаме органско сертифицирање. Додека Шарпланинскиот чај е ендемска билка која расте на Балканот, а за неговите корисни својства многу малку се знае. Денес шарпланинскиот чај најчесто се користи за воспаленија во организмот.